Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ Канал Вис. А наш гостин во оваа емисија вечерва е познатиот и признаат македонски поет за возрасти и за деца, писател, раскажувач, драматург и така натаму, Трајче Кацаров, инаку вработен во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов, или поточно во Штипскиот театар. Така ли? Добро вечер, добре дојде во 15 минути со, драг пријателе. Добро ме најдов. Видете, кога зборуваме за Штипскиот театар, како што и Струмичкиот театар, убаво е да се напомене Штипски и Струмички театар, бидејќи тие веќе представуваат денос во Центарот за култура. Моравме да го укрупниме тие културни институции, од причина што имавме некоја дојава дека за да влеземе, за да ги исполниме стандардите кон унијата кон која што инклинираме, треба некои културни институции да бидат надвор од да бидат фузирани. Ние ги фузиравме, всушност направивме Потемкини села, не требаше да се фузират, требаше некои да бидат оставени настрана, надвор од својата дејност. Добро, тоа беше одлука на Благој Стефановски во неговото ја мислам дека тоа беше нужна одлука за да можат одредени институции да и натаму не само да фигурират, него да делуват и вработените во нив да останат на работа, да не бидат технолошки више прогласени. Кога сме веќе кај театарот, кај Штипскиот театар, што се случува таму? Штипскиот театар, како и сите театри во внатрешноста, работи со капацитетот што го има кај себе. Штипскиот театар веќе наназад има многу години организирано театарско живење и нуди таков, да речеме, театарски импулс, кој што граѓаните сакали или не, бидејќи тој Штипскиот театар го има презнакот народен, тие се сообразуваат или соочуваат со секоја репертуарна политика или секој, да речеме, репертуарен израз. И според мене театарот представува место, можеби една од единствено место кое што во последно време не се претвара во музеј и се посетува редовно, всушност затоа што со себе носи нови моменти кои што се секогаш податливи за коалицирање со публиката и за комуникација со истата. Јас мислам дека Штипскиот театар, како и Струмичкиот театар и сите други театри во внатрешноста во Македонија, се резултат на она што представува, да речеме, програмска политика или културна политика на Министерството за култура, бидејќи ние сме и ги користиме прерогативите и синекура од Министерството. Од тука, единствената замерка која што секојаш нашо сум ставал во преден план и против која сум бил, и пред се како театарски човек, и кој бил на раководна функција и како драматург, е тоа дека театрите во Македонија, како и другите културни институции, треба во своето работење да имат автономија, независност. Ако ние се радувавме како добивме независност како држава, јас мислам дека треба и сите институции на системот да ја добијат истата. Сега, ако сме ние независна држава, тогаш институциите зашто да бидат зависни од одредени центри на моки? Така. Да, треба да бидат зависни заради тоа што државата праќа пари за плати. Да, праќа пари, ама праќа на луѓе кои што, во кои што има доверба, стручни лица кои што можат да ја застанат, да речеме, да бидат барактари или да бидат исполнители на задачите. Која е улогата на Трајче Кацаров во театарот? Што прави, например, секој ден Трајче Кацаров? Видите, јас постојано зборувам дека во Македонија треба да се прави порано. Знам дека статус на драматург има само Јаво Штип и Братслав Димитров во Македонскиот народен театар, но со доаѓањето, да речеме, повторно со доаѓањето на БАГЕ и со укрупнувањето на институциите се отвори место за програмски директори. Тие програмски директори всушност требаше да стојат зад програмата. Постојано, не само кај нас, него во светот. Ние некои работи сакаме да ги учиме од светот, ама ги учиме најлошите. А оно што оде во позитивна смисла, оно што е позитивно, оно што оде во интерес на доброто работење на одредени институции, го ставаме адакт или го ставаме понастрана, или се правиме дека не сме го видели. Еве сега, значи не постои
институција од областта на сценската уметност, кај што нема уметнички раководители. Само кај нас во Македонија измислија некои правила дека ако немаш 51 вработен, значи не ги исполнуваш условите да имаш уметнички раководител. Уметнички раководител е аверс на театарското живење. Значи адресата на театарот е уметничко. И кога ќе отидете во Москва, ама сега затоа ти реков, него луѓето се прават недоветни, што би рекол нашиот пример претходно. Значи не се прави недоветни, знај дека кога ќе влезеш во Москва, прво на театарот горе стои уметнички раководител на театарот е тој. И ти сега знаеш каде влегуваш. Кој е повиканото лице? Значи, кој е повиканото лице? Кој е прозван? Кај нас се уште се зборува за уметнички, како се вика? Раководител. Не раководител, него, како се вика, групи, уметнички состави, некои програмски. Какви се тие програмски? Значи, 20 луѓе треба да одлучуваат кој треба да ни биде на репертуар. Се знае, има си уметнички раководител со стаж, со одреден тајминг и за време на тоа, за да речеме неговата позиција, он треба да направи репертуар. Дали тај репертуар после ќе оде во интерес на театарот, во интерес на публиката, за тоа време за кое што е уметнички раководител избран, наименува и не знам, останува и покрај тоа што изборот има право на избор, има и одговорност голема. Така. Сега ти се нафати да бидеш уметнички раководител на одреден театар, кога знаеш колкава е одговорноста. Како што ќе плакиш репарација. Да не ги потрошиме сите минути од оваа емисија за театрот, имаме многу што да зборуваме, иако дека Трајчо Кацаров не е кој било во театарот во Македонија, зборува фактот дека тој своите знаења од драматургијата ги пренесува и на студенти. Ајде зборува на тоа, за тоа. На факултетот за Европа Прима предавам драматургија и светска литература и токму тој стручен предмет драматургија е пред се нешто кое што уште сами, не само јас, него сите оние кои што се опробале во тоа некош да и кажат на студентите како се пишува драмски текст, како се структурира и така натаму, секојаш на крајот донесуваат заклучоци дека за пишување на драмски текст, за актерско мајсторство, за сето тоа е потребен талент. Потребно е некој да биде обдарен со таа целата ситуација. Ти можеш да научиш како се тоа структурира, каква е структурата на драмската форма, кои се елементи, кои принципи треба да се испочитат, дали тоа Аристотеловите, дали тоа со Лесинг, дали со Дидро и така натаму, дали пак со овие кои што се абсурдистите, тргнувајќи од Метерлинг, тргнувајќи натаму. Но сето тоа човек мора да го калеми на веќе добро стебло и на здрав корен. Така. Можеш тие ситуации, но ако таму нема потенцијал, значи се ќе биде труд фрлен на ветер. Затоа, може би не треба да постои како предмет драматургијата, треба да има театрологија. Во Бугарија, знам, во Русија и во повеќе земјите, драматургија има само во Србија и во Македонија, таму се учи театрологија. Или, како што се нарекува, театрознание. Историја на театрот. Каде се учи? Историја на режија, историја на сценографија, теорија на драма, антички театар, средноевропски театар, источен театар и така натаму. И кога ќе излезеш од тоа, ти со многу познавање, знаење имаш, а само по себе и веќе си подготвен да се сообразиш или како реалитет да давиш сериозен прилог кон оно што значи сценски чин. Оти, пази, единствено нешто што сакам да има во театрите, сакам да има образовани актери. Да бидат до тај степен образовани, за да може како реалитет да биде испочитан. Или да му помага на авторот како еден од реалитетите, да помага на режисерот како еден од реалитетите и всушност да и помага на публиката за полесна комуникација на истата. Оти само по себе. Јас имам еден, како се вика, мојата магистарски труд е всушност театарот, двојната релација помеѓу театар и публика. Каде што за публиката зборувам дека кога оди на театар, оди на работа. Дека тој е главен актант.
Така. Дека е еден од тие реалитети кој што е чинител на театарската уметност и на театарскиот израз. Може би и најглавен, бидејќи театарот постои за Никогаш публиката, театарот не публиката за театарот. Да, никогаш театарот не работи сам за себе. Тој што ќе помисли, драматург, дека пишува сам за себе, Апсолутно. тој што ќе мисли дека театарот треба да го прави сам за себе, тој е на погрешно место. Значи, и тука биле се такви ситуации, како, например, да речеме, еве, Мерхул, како ученик на Станиславски, и Станиславски му вика, аха, добро, еве ти е таа мала просторичка тамо, па ти го работи твојот физички театар, па ти применувај тамо некои експерименти, ќе видиме после што ќе излезе од тие експерименти. Мерхул доаѓа и вика, мој ќе биде Мајаковски автор. А на сметка на тоа, авторот на Станиславски, да речеме, по подавање, да речеме, на Данченко, е Чехов. И тука, сега, гледаш еден театар кој што се базира врз една друга ситуација, кај што нема драмска структура, кај што сега, да речеме, постдрамски театар, како што ние денеска што викаме, еден драмски театар кој што се стварно базира врз чиста, цврста драма, пиеса, нешто кое што само по себе ги носи сите елементи да има сценски израз. Во прилог на тоа што го реков дека не е кој било, Трајчо Кацаров оди и податокот дека тој е автор на неколку драмски текстови, поставувани на сцените на театрите во нашава земја. Чинам дека, меѓу другото, и на сцената на Струмичкиот театар. Да, две представи. Така, во режија на Горан Тренчовски беше едната. Не, едната беше во режија на Симеон Гаврилов, а другата е представа за деца во режија на Еде, кажи го. Не е важно. Добро, не е ни битно. Не е важно. Но и една година беше и селектор на единствениот меѓународен фестивал на камерен театар во нашава земја. Тоа е наградата, тоа е фестивалот Ристо Шишков, не знам која година беше тоа, пред 10 години. Но чинам дека е време, бидејќи емисијата не трае многу долго, да свртиме нова страница и всушност да дојдеме до главниот повод на овој наш разговор. Тоа е дека Трајчо Кацаров е добитник на наградата Григор Парличев за најдобра поема во нашава земја, за неговата поема Цветко. Всушност, Трајчо Кацаров, претпоставувам, ти ќе ми потврдиш дали е тоа така, е единствениот македонски литерат кој по втор пат или два пати ја добил таа награда. Дали е тоа така? Па ја мислам Прво честитки за наградата. За друг дека има добиено Јас не сум слушнал. Ајде, нека бидам ја и нека биде некој друг. Сега некој сигурно има податоци од јас не сум слушнал. Попрецизни од моите, но не е ни битно тоа. Видете, кога зборуваме за поемата, поготово станува збор за лирска поема. Тоа е таа книга, тоа е И, таа поема Цветко од Трајчо Кацаров. Станува за еден жар. Честитки. Да, благодарам. Станува за еден жар кој што е, да речеме, или една, како се вика, поетска дисциплина која што е доста сериозна и доста тешка и изискува, како се вика, огромен труд. Апсолутно. Како што имаше една многу интересна ситуација која што еден од македонските писатели ми има кажано, од неговите практични моменти, да речеме, од неговото студирање, дека кога му го прашале, да речеме, професора, зошто во тој период кај нас во Македонија нема, да речеме, роман, па тој на некој начин поинаков сатиричен, можеби по-ироничен, кажал дека за романот треба да се седне. Значи, да се има око, значи не можеш така те едноставно да го напишеш романот и после да го пуштиш во, како се вика, во јавноста и да бараш некој да го чита или врз база на тоа, нели, да избере свој читател или свој правец во литературата. Видите, ние сме апсолутно една феноменална средина, барем што се однесува до писателството, бидејќи во секој поглед за сите правци сме закаснале и сите правци ги тераме по свое. Од друга страна, и сите стандарди ни се по свое. Ако стално викам, да речеме, ако еден Парличев ја добил наградата Втор Хомер, значи тоа не е најдобра награда за поема, него наградата се вика Втор Хомер. Значи, ако тој добил награда Втор Хомер, секој еден кај нас што ќе напише поема, треба да бише Втор Парличев, да рече. Така е. Значи, Парличев треба да биде нашиот стандард. А таа поема на Парличев, јас стално викам, стално кога зборувам, да речеме, за литературата воопшто, пред се служам со една, како се вика, со една сентенца од Ниче,
кој што меѓу другото рекол дека се она што се пишува со топлината, со крв, се она треба да се чита, дури и да се научи, да се учи на памет. Еве, не верувам дека некој кој, значи основни познавања што има од литературата да не знае за Сердарот. И да не знае 2-3 стиха да каже од Сердар, пискотници се слушаат од Галични до река, што несреќа да збра. И сето тоа, знаеш, и мажите, и жените, така. Значи, толку една музика, толку таква една музикалност, такви ни озвучени стихови и полни содржина, суштински предадени. И ти сега во една таква ситуација, се оно што доаѓа после како награда, како поема, се изместува од тоа и влегува во едни други стандарди, кои што ги поставуваат не како се вика стручната камарила или група, него се она што са, да речеме, некој колку знае и колку може, па сега ајде оваа ситуација ќе ја ставиме. Тоа е една од големите грешки на друштво на писатели, кога за награди како што е Ацо Шопов, Стале Попов, стават луѓе кои што никош не биле писатели или кои што имат автомат неосведочени дела. И тука сега на основ тие треба да се градат, да се испочитат одредени стандарди кои што сами по себе ги подават патроните на награда. Човече, кога ќе ти патрон да биде Парличев, па оди игри си со Какво е чувството Трајче да се биде втор Хомер? Втор Парличев. Па да ти кажам дали и ние можеме да бидеме. Тоа Парличев е голема работа, поготово со Сердарот, но од друга страна, да бидеш наградуван и да ја носиш наградата Григор Парличев е огромна потврда за твојата присутност во литературата, и всушност што би рекол Сартар, не само дека знаеш да управуваш со зборовите, дека си и во функција нечија, или дека нешто си кажал. Значи, многу е важно во литературата, значи, секогаш кога зборувам со емоција. Многу е важно во литературата, како и во секоја сегмент на заедничкото живење, да кажеш нешто. И па тоа твоето кажано што би рекло да тебе квалификува. Или си интелектуалец или не си. Сега на студентите последното што им го дадов како тема за испит беше и писателот како интелектуалец. Имаме ли ние интелектуалци во нашата држава? И го земав за да видат дали имаме или не. Примерот го дадов на Емил Зола и неговото обвинувам. Видете сега, викам Емил Зола и обвинувам, за кој што Луан Старова и сите, меѓу другото во својата книга ќе каже, тој е родоначалникот, од таму почнаа, вика сега писателите да бидат некои интелектуалци, некои не, како што и во секој други сегменти, секоја друга работа, еден стручњак може да биде интелектуалец, а може да биде и занечие. Значи, можат многу лекари само да бидат занечи, а да не се интелектуалци. Многу писатели или професори исто така. Он е професор, но не е интелектуалец. Интелектуалец е човек кој што влијае на јавното мнение, кој што може по себе да повлече како се вика, луѓе, кои што некои ќе ја поддржуваат неговата идеја, ќе ја поддржуваат неговата пласиран збор, моктана речта и така натаму. Не гази времето, два пати добитник на наградата Григор Парличев, но тоа не се твоите единствени награди, си добил многу награди во животот. Колку наградите се важни за еден автор? Па многу се важни. Ние кај нас во Македонија нема критика. Значи, едно беше, јас се сеќавам и се фалам постојано, дека нит го знаев Ѓурчинов, нит сум бил негов студент, значи, доаѓа еден ден, купувам Саботна политика, и читам натре критика за мојата нова збирка песни. Кога сме тука, ќе те прекинам. Кога мене ми излезе првата книга Алтернативно живење, во списанието, го знаеш, лик што излезува во Нова Македонија, секоја среда беше. Така, наеднаш гледам дека за мојата книга зборува Гајан Тодоровски. Твој омилен... Добро, и мој пријател. Така, и твој пријател. Тоа го нема денеска, за жал. И сега, болен леже секој, да ти кажам, право автор да добија награда, бидејќи само тогаш може да го сврти вниманието кон себе и на оние малку од малку што се бават со теорија и што сакат, например, да направат некоја критика. Јас сега пред некој време читав каков однос имале, да речеме, еден Томас Ман со Херман Хесе. Значи, кога ќе дојде сега Херман Хесе, дури го обвинува во тие после Буден Боркови, викам, Томас Ман имаше 20 неколку години, и после една друга творба, Херман Хесе пишува, ти се додворуваш на недоличен начин на публиката, користиш хумор, користиш вакви, користиш онакви работи, и му вика,
на глупата публика. Томас Ман му одговара, ако треба да напишам нешто кое што ќе го разберат сите, гласам за глупата публика. Така. Значи, кај нас, јас и постојано зборам за нашиот вестник на Друштво на писатели. Немаме да правите цидни вестници. Циден вестник, унатре само се стават трудбениците работници и која надминале, како се викаше, нормите. Така. Значи, напишите нешто кое што или ќе даде позитивна критика, или ќе му каже, дечко, ова не е роман. Кај нас секој што ќе напише роман е романописец. Така. Дури и за награда. Така. И ќе ми дојде некој, чекај ти, јас сум... Трајче, сега само констатирам дека ти не си за оваа емисија. Емисијата се вика 15 минути со, а со Трајче имаме муавет да разговараме барем час и половина, и тоа ќе го направиме следниот пат, и те држам за збор, ќе ми ветиш, нели? Струмица ми е сега со новиот пат многу близко. Многу близко, не? Кај ве каеш ти? Добро, вака, ајде да кажеме. Доколку во оваа земја некој донесе закон, не може да бидеш и писател за деца, и за возрастни, и за драматург, и раскажувач, и така натаму, што би одбрал? Ја, да ти кажам право, убаво вика Сартар, мојата е сила во зборовите. Добро. Но, тоа не значи дека другите вика немат сила. Има сила и оној што прода вика костени со фишак. Има сила вика и оној вика што копа на нивата. Има сила и оној. Значи, пак би ги одбрал зборовите, бидејќи силата поезија, е во проза, деца, возрастни, што? Па видите, јас... Каде најмногу си Трајче Кацаров? Па никош не сум се, јас само знам дека имам од дете имам голема фантазија и така цел живот сум живеел во некој имагинарен свет. Дури моите дома се биле во некој страв. Ова дете многу се плаше да е се некаде, а ја цел живот бев обременет со некои светови кои што можеби сами по себе денеска ме наведуваат на тоа, пресликувајќи ја својата имагинација, своите стравови, своите детински погледи, доваѓам до некои решенија, но верувај ми дека јас никош во се она што сум го напишал не сум мрднал од моето детство и од моето пето одделение. Супер. Значи, те држам за збор, ќе направиме малку поголема емисија, во секој случај ти тоа го заслужуваш. Апсолутно ми беше мило што си мој гостин во оваа емисија, 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. Особено заради тоа што јас и Трајче, почитувани гледачи, сме пријатели, стари. Ке кажеме ли колку години? 3-4 Многу. Многу е. Многу години на времето сонувавме дека ќе бидеме познати поети, освојувавме заедно награди, тој прва, јас втора или обратно и така натаму на поетските фестивали, тоа беше многу убаво. Имаше на Ристо Шишков во почетокот првите години, 2-3, ја и Братсов Димитров поканите како драматурзи, тука седевме цело време за фестивал. И секое утро имаше разговор за представите. Така наречени тркалезни маси, ама не беа тркалезни. Ние до тај степен бевме со бато некои, како се вика, можеби неодговорни, или можеби премногу мислевме дека знаеме, па издегувавме на пола представа ако некоја представа не ни се допадне, и некој од организаторите во билтените напишаа, па добро, зошто се Трајче Кацаров и Братсов Димитров на фестивал? Еве се зашо сум. Сега кажувам. Трајче, ти благодарам, нека се множат наградите, се надам дека ќе имам уште многу вакви убави поводи за вакви убави разговори, да се ми здрав и жив и се најубаво. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. До следното издание на оваа емисија, довидување.